ден, почитувани гледачи. Денеска е 3 октомври 2015 година и вие сте токму тамо каде што би требало да бидете, пред вашите телевизиски и компјутерски екрани. Ова е 364-та епизода на македонско издание, која влегува во 4 милиони предплатнички домови на Роджерс телевизија во Јужно Онтарио. Веќе цели 17 години ова емисија ве информира за поважните настани во комунава и во Македонија, како и ве забавува со македонска музика од сите жанрови. Зачувањето на македонската национална свест, култура и традиција, како и презентирањето на истите во мултиетничка Канада е основната цел на оваа емисија, за која вие ни велите дека со задоволство секогаш ја следите. Јас сум продуцентот и водителот на македонско издание Победа Пискачева и ви благодарам што одлучивте во наредните 30 минути да бидете заедно со нас. Македонскиот филмски фестивал оваа година по 10-ти јубилеен пат ќе се одржи во Карлтон Синема во Торонто од 22 до 25 октомври годинава. Ќе бидат прикажани играни, документарни и краткометражни филмови, а ќе се одржи и ретроспектива на 4 играни филмови на Милчо Манчевски. The New York Times included Milcho Manchevski's film Before the Rain on its list of the best 1,000 films ever made, and Rolling Stone magazine put his music video Tennessee on its list of the best 100 videos ever. Manchevski has directed 4 features, 50 short films, and a bit of The Wire, winning over 40 international awards: Golden Lion in Venice, Independent Spirit, FIPRESCI and Academy Award nomination, Film of the Year in several countries and awards for experimental film, music video commercials, etc. His films are part of the curricula at scores of universities. He lives in New York, where he writes fiction and essays, takes photographs, creates art and teaches. Последниот пат кога разговаравме со Милчо Манчевски во Торонто беше за време на ТИФ во 2010 година, кога беше прикажан неговиот филм Мајки. Во продолжение ви го пренесуваме во целост тоа интервју. Почитувани гледачи, имаме чест да разговараме со Милчо Манчевски, познатиот македонски режисер на сите времења, можеме да кажеме, еве повторно во Торонто со филмот Мајки, кој што премиерно овде во Торонто ќе се прикаже на 35-тиот Торонто филм фестивал. Па, Милчо, добродојдовте, се наоѓаме во новата зграда на ТИФ, Bell Lightbox, така се нарекува, каде што има веќе 5 киносали, стварно е репрезентативна и вашиот филм утре овде премиерно ќе се прикаже. Кажете ни прво филмот Мајки. Знаеме, штом го носи насловот Мајки е во врска со мајки, што се уште друго опфаќа овој филм? Па, прво добре ве најдов. Филмот е една современа приказна, експериментален филм, поради својата структура. 3 приказни, кои се навидум неповрзани, меѓутоа поврзани се на тематски начин, на тонално ниво и поврзани се по тоа што се еден пресек на тоа како денеска се живее и во светот и во Македонија, која е човечката состојба. Главната тема на филмот е природата на вистината. Која е вистината? Што е вистината? Дали е вистината она што се случува или она што ние го перципираме и како го перципираме? И поради тоа еден дел од филмот е документарен и како таков тој го надополнува и го
контрастира играниот дел од филмот. Овој филм, како и сите други, да кажеме, представува еден политички стейтмент. Дали за ситуацијата во нашата земја или вашата цел беше да прикажете нешто и повеќе? Па секој филм има содржи во себе политички стейтменти. Каубојски филм апсолутно има многу политички стейтменти. Филм со Силвестр Сталоун има и една комедија има. Прашање само како тие ќе се читаат, како ќе се толкуваат и како ќе се доживеат. Значи не мора да се инсистира на политика за во филмот да постои политика. Во крајна линија секој добар филм зборува за тоа како живеат луѓето, како размислуваат луѓето, тие луѓе што го правеле филмот и времето, во времето кога е направен тој филм. Филмов на тој начин, во тој поглед зборува за Македонија, меѓутоа он не зборува само за Македонија. Истиот тој филм со некои благи модификации веројатно би можел да се случи скоро на било кое друго место на земјината топка, затоа што луѓето на крајот на краиштата се секаде исти, секаде ги имаат истите надежи и љубови и проблеми и копнежи и страдања. Може би малку поинаку се манифестираат, меѓутоа суштината е секогаш иста. Мене ми интересира да правам филмови за човечката состојба, за човечката судбина, а не филмови кои се однесуваат на едно парче земја или на еден град. И во тој поглед Македонија, Мајки е филм од Македонија, повеќе од што е филм за Македонија. Вие со вашите филмови секако дека оставате впечаток на режисер кој што е сестран, кој што навистина не е загрижен како гледачот ќе ја свати тематиката на филмот. Некогаш што станува отворено прашање, секој гледач може посебно да си ја финализира, да кажеме, последната тематика која што ќе ја гледа преку филмот. Дали тоа бе засега, дека некои луѓе велат не можам да го разберам прв пат кој ќе го видам? Па не може на сите да им се угоди. Точно така и затоа ете уште една можност луѓето почесто да ги гледаат, затоа што е навистина уметничко дело. Рековме политички стейтмент, глобално прикажување не само на Македонија, меѓутоа вие од самиот почеток и со првиот филм ваш Пред дождот ја ставивте Македонија на лицето на картата географска, каде што сите во светот не дознаа. Па ја мислам дека она што е битно е да од Македонија или од било која земја за која станува збор, за која зборувате, за која ви е важно, да излегува дело, да произлегува едно дело, дали е тоа уметничко дело, дали е научно, дали е некој придонес кон човештвото било каков, кон цивилизацијската баштина на човештвото. Битно е да излегува едно дело кое зборува за тоа дека на тој простор се размислува, се работи, се твори и се создава нешто што е релевантно за пошироката човечка заедница. Тоа е, јас мислам, најдобар начин да се представи, да се репрезентира една заедница. Без оглед на тоа дали станува збор за Македонија, за Шведска, за Исланд, за не знам, за Јамајка или за било која заедница или држава. И ова многу се разликува и сакам да се подлече таа разлика од рекламно прикажување, и тоа рекламно прикажување на начин на кој ги задоволува само внатрешните вкусови или домашните вкусови. Мислам дека таков пристап, значи вакво некое рекламно, самозадоволено прикажување на некоја стварност, историска или contemporary, или денешна, е само залажување. Мислам дека она што е вистински репрезент е кога ќе создадете дело кој им е релевантно на сите во светот.
Значи, апропо ова сега што велите Македонија за секогаш, Macedonia Timeless, видеоспотовите што ги направивте за Македонија, кои што се прекрасни. Целта да ја прикажете Македонија таква каква што е, каква што била. Што мислите, како не гледаат другите? Различни луѓе различно не гледаат. Мислам, нема едно униформно гледање. Различни култури различно не гледаат. И мислам дека ние како мала култура сме малку премногу оптеретени со тоа како другите ќе не видат. Ако ние пред себе си ја завршиме работата, ако ние чисто образот пред себе и ако сме горди со тоа што го правиме и со тоа кои сме и какви сме, помалку ќе ни биде важно како другите не перципираат. Мислам дека ова е една несигурност која си го влече коренот од тоа што знаеме дека ни е малку нечиста совест околу тоа какви сме едни према други. Што се однесува до Macedonija Timeless, тоа е една кампања која има многу конкретна, практична и прагматична цел. Да се привлечат туристи, да дојдат во Македонија, да се помогне малку економијата на Македонија, луѓето да спечелат некој динар, дали станува збор за приватни бизниси, дали станува збор за државата или за заедницата и да има малку повеќе размена на луѓе и на идеи, да има малку проток со тоа што повеќе луѓе ќе патуваат во Македонија. Значи, рекламите од циклусот Macedonija Timeless, од кој јас направив 4 од 8-те, се со таа многу конкретна, практична и прагматична цел. И се подредени на таа цел. Значи, ние се надеваме дека на таков начин ќе имаат, ќе постигнат својата цел. Покрај тоа, ќе обавуваат имаат своја, како да кажам, нус активност, нус појава, нус активност која е помагање да се фокусира вниманието околу тоа како ние се доживуваме во поглед на создавањето на своите митови. Значи, се додека можеме да создадеме, да се повикаме на тоа, да размислиме за тоа кој мит е нашиот мит што ни е битен. Вие сте исто така, имате голема пасија и со фотографијата. Позната е вашата изложба на фотографии во Македонија, која што се надеваме се уште дека некако ќе почне да патува низ светот и ќе најде овде место и во Торонто. Дали постои таква можност? Па мене би ми било исклучително мило изложбата да дојде тука, можеби и да дојде тука одма после Скопје. Изложбата завршува во Скопје некаде, па не знам, деновиве. Она би требала да заврши. Поставена е музеот на современа уметност. Музеот исклучително се потруди да ја постави во најубаво светло, да ја направи репрезентација каква што ти е мило да видиш. Отпечатена е книга, каталог, која иде со неа, и прашање на организација, мислам, тоа веќе не е толку нешто што јас го владеам или каде што имам големи ингеренции, ама би било убаво да дојде тука, она секако ќе патува по цел свет, како што патуваше и претходната улица. И уште едно прашање би сакала да ве прашам, како го одржувате балансот помеѓу вашите два домови, Њујорк и Македонија? Па некогаш лесно, некогаш тешко. Македонија ми е мило место кај што сакам да отидам. Важно ми е што и како ќе се случува со таа една педа земја и особено со луѓето кои таму живеат. Важно ми е да се видам со луѓе кои ми се мили, со кои сум израснал и со кои понатаму се дружам. Од друга страна е целиот мој возрастен живот, значи од веднаш после гимназија го поминав во Америка. Целиот мој професионален живот и школување се врзани за Америка и Њујорк ми дава една инекција на и креативна и интелектуална енергија, како што
ниеден друг град на светот и не може. Секако не морате да бидете во Холивуд за да бидете волку познат и продуктивен И нема ни да режисер, бидем. како што сте. Холивуд не ме интересира, не. Милчо, благодарам многу за ова кратко интервју и многу успех утре на премиерното прикажување на последниот ваш филм, Мајки, кој што ќе се прикажа овде во Торонто на Торонто Филм Фестивал. Благодарам вам на поканата, на гостувањето. Се надевам дека дел од вашите гледачи ќе дојдат на оваа проекција. Филмот има уште две проекции, на 13 и последната следниот викенд, мислам дека е на 18 септември, ако не се лажам. Само да ви кажеме дека интересот е толку огромен, многумина од нив ќе останат без карти. Меѓутоа се надеваме дека во редовното прикажување кое ќе дојде повторно, ако дојде, така, сите ќе можат да го видат тогаш. Ала ви многу. Благодарам многу. Милчо Манчевски ќе биде гостин на Македонскиот филмски фестивал и после прикажувањето на неговите филмови ќе одговара на прашања од публиката. Во исто време ќе биде извршена и промоција на неговата монографија Манчевски. Како што најавивме на почетокот, Македонскиот филмски фестивал ќе се одржи од 22 до 25 октомври годинава во Карлтон Синема во Торонто. Еден од филмовите што ќе биде прикажан е документарецот Македонецот во режија на Петро Алексовски од Полска. Во продолжение проследете го трейлерот од овој филм. Дошеш ми дека Господинко, размишлени на зведни сарги, роđice bili s nami, mama położyła mi spać, ale to wtedy był ostatni raz, jak mamę widziałem w życiu. Ja zbieram kukia na Klawczów. Od koj? Ja sam syn na Mito. Mito je roden tuka. Na Mito. Ja sam dete na Mito. Татко му, на татко ти. Петра. И моята майка Петро и майка ми. Бе, браќа. Снимаше мама. Чешек биш за мглом, заек биш за гмур. Добава до mnie. Żebym wrócił. Гърце го не педомаз му изобра деци, изпачкае. 500 туа, 200 таму, 300 таму, 20 таму, нау Холандија, нау Унгарија, нау Чехија, нау Германија, нау изпачкае по цел свет така горе. Przed przyjazdem dzieci odpisałam Julialkę o zachowaniu tajemnicy przyjazdu dzieci greckich do Polski. To była tajemnica państwowa. To je цела наша судбина, што ние скроje грците. И во денешнава емисија имаме неколку информации. Вечерва во црквата Свети Климент Охридски ќе се одржи прослава 50 години од изградбата на црквата. Дојдете во што поголем број за да го одбележиме овој значаен датум од изградбата на најголемата македонска црква во Канада. Канадското македонско место во Торонто е пензионерски дом кој ви обезбедува угодно и хармонично живење. За повеќе информации побарете ја Златка на 416-755-9231. За професионално и поволно дизајнирање на вебсајтови побарете ги TJ Hosting на 647-547-3061. И секако читайте македонски вести, сега и со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто.
За сите врсти на животно осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се на 647 977 0233. Ние ќе ви помогнеме да го одберете најдоброто и најповолното осигурување за вас. Следува уште една информација. Македонското меѓународно движење за човекови права и Австралиско-македонскиот комитет за човекови права со задоволство објавуваат дека весникот Преспа, гласило на Сојузот на македонците во Албанија, повторно се печати благодарение на паричната помош од овие две организации. Ние ќе осигураме не само да преживее, туку и да напредува и да биде во можност да продолжи да допира до македонците кои се борат за здобивање човечки права во Албанија, изјавуваат од овие две организации. Ние сме многу благодарни за помошта од Македонското меѓународно движење за човекови права и Австралиско-македонскиот комитет за човекови права. Новото издание на весникот веќе е раздадено низ Албанија, секаде каде што живеат македонци. Ние веруваме дека примерот на овие две организации ќе биде следен од други македонски организации од целиот свет. Нашата благодарност ќе биде покажана на првата страница од следното издание на весникот, рече Ефтим Митревски, уредник на весникот Преспа. Да подарите за весникот или кој и да е друг проект од животно значење за македонските човекови права, зачленете се во Фондот за човекови права при Македонското меѓународно движење за човекови права или Фондот за поддршка на македонското малцинство при Австралиско-македонскиот комитет за човекови права. Во денешнава емисија сакаме да ви прикажеме уште еден трейлер од филм што ќе биде прикажан на Македонскиот филмски фестивал од 22 до 25 октомври годинава во Картон Синема во Торонто. Медена ноќ е игран филм во македонско-чешка словенечка продукција кој е избран за македонска номинација за Оскар. Што си се заклучил? Народот не разбира и не треба да разбира. Ја запали шолјата! Лапсија Лазаревски. Може ли туку така да уапсат министер, човече? Видите ли го станот како да се од американски филм. Јас мора да го натерам да го предам извештајот. А јас не советувам да го заборави сето тоа. Ова се документи од министерство. Шо има у нив? Не викај. Колегите не спијат, колегите прислушкуваат. Кола има двајца или четворица? Двајца у кола, двајца у двор, оргија. Плече се. Од која ти сме до тебе што сум ја гола? Да не сакаш случајно некоја друга да ти шета гола? Ана! Уво, запиши, председателот има швалерка. Мора да се некаде, ова може да се седиш. Мислам, не знам, пиев малце, малче. Сконцентрирај се, Ана. Ова е важно. Ова има политичко значење, разбираш? Мислиш да се плашам? Ајде, полиција! Полиција! Знаеш зашто сум у затвор? Зато што ти ги цинкареш. Може и мене да ме затворат така. Ако они не го најдат измештајот, најди го ти. И запали ги. Што ќе биде со нас? Нема да биде ништо. Оди ме го затвора. Ти не си крив, така? Ништо не си направил. Нели се што имаш у извештајот се е вистина? Каква врска има вистината?
Почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за оваа емисија. До нашата наредна средба ви благодарам за вашето ценето внимание. Пријатно и довидување. da 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 da